година треба да се применува на сите гранични премини на 29 земји членки на Шенгенот. На оние кои не се жители на земјите членки на Унијата, при првото минување на границата ќе им се зема отпечаток од прст и фотографија. Повеќе детали за ова од Маја Стојановска, која е на граничниот премин Богородица. Маја, според Европската комисија, со целосното автоматизирање на граничните проверки ќе се обезбеди полесно и побезбедно минување на границите за сите. Но како всушност би функционирал овој систем и која е неговата цел? Буве, да, имплементацијата на системот за влез и излез во земјите од Европската Унија започнува денеска. Тој систем е нели познат како ЕС. Практично сите граѓани при своето прво патување од денеска во некоја од земјите членки во Европската Унија, кои што доаѓаат пак од земја која што не е членка на Европската Унија, освен што ќе имаат нели обврска во системот да бидат внесени податоците од нивните пасоши, ќе имаат обврска да остават и биометриски податоци, како што се отпечаток од прст и фотографија од нивното лице. Според Европската комисија, на овој начин се очекува да се зајакне безбедноста на земјите членки во Европската Унија, да се има унифициран електронски достапен систем кој ќе покажува практично дали се почитува оној дозволен период на странци кои што доаѓаат надвор од Европската Унија од 90 дена. Исто така ќе може полесно да се уловат оние кои што користат лажни податоци и на тој начин да се намали и нелегалната миграција кон Европската Унија. Она што е важно да се напомене дека ова обврска ќе биде еднократна, па така секој граѓанин кој што не доаѓа од земја членка на Европската Унија, доколку нели еднаш му бидат земени овие податоци, него ќе го има во системот, па така при неговото следно патување практично ќе се врши само проверка на овие податоци. Маја, каква е денешната фреквенција на Богородица и колку оние што патуваат се информирани за новите правила и процедурите? Буве, да, како што кажете на самиот почеток, ние се наоѓаме на граничниот премин Богородица, каде што ги нема оние вообичаени нели гужви кои што сме навикнати да ги гледаме за време на летниот период, споени празници или викенди, па така влезот и излезот од земјата се одвива непрекинато во помали колони. Граѓаните со кои што успеавме да поразговараме, кои што ги затекнавме на излез практично од Република Грција, ни кажаа во најголем дел дека се запознати. Очекувано на најголем дел од нив се уште не им биле земени овие нови податоци, со оглед на тоа што од Европската комисија најавија дека овој процес ќе се одвива етапно, се до негово целосно имплементирање до април 2026 година, но она што дел од граѓаните ни го изрази како загриженост е тоа дека токму во тие летни периоди на споени викенди и празници, дека овие гужви би можеле да се зголемат. Тука предлагам да ги слушнеме. Дали го поминавте тој процес сега на границата со Грција? Не, тоа го немаме поминато за сега. Знаеме дека тоа од денеска е воведено, ама сметам дека е за контрола на целата миграција што се случува во државите, така да еден добар потек за државите во Европа, така да. Но очекувате од друга страна ли дека ќе се создадат гужви за споените викенди, летната сезона, празниците, кога знаат тука да има фреквенција? Па би требало да, ама мислам дека треба да имат некој план како да се организира тоа за да се избегне целата гужва, така да ќе видиме понатака како ќе биде. Не, само ги скенираше пасошите и удри печат и не пушти. Очекувам дека ќе има гужви. Секој треба со возило да застане, да излезе. Да, запознае сум, ама ништо не се случи. Тоа е веројатно денеска за влез, а после при излезот ќе се користи. Очекувате ли во Ние влеговме пред недела дена, така да не верувам дека на излезот би го правеле тоа. Дали сметате дека еве летниот период ќе донесе дополнителни гужви? Не, нема да донесе ништо. Не. Не сметам дека и тоа е вред. Сметате ли дека ќе се зголеми безбедноста на овој начин? Да. Ќе се зголеми сигурно. Mi smo ušli pre te odluke, a pitali smo policiju ovu Grčku. Oni su rekli da će prvih, par meseci biti 10% na ulazu. Znači, bit će 10% obrade u novom sistemu. Kasnije, nešto kako su nam rekli, do 40%, a tek sledeće leto bit će u fullu, kao da kažemo, u fullu će biti primenjena pravila. A možete i tražiti, to smo pitali, za sledeći ulaz u Grčku, možete sami da tražite, da bi izbjegli gužvu, sami da se registrujete.
Загриженост за имплементацијата на овој нов систем изјавија транспортерите. Тие велат дека поради начинот и обемот на нивната работа, неретко се случува не по нивна вина да мора да биде продолжен оној дозволен престој од 90 дена кој што го споменав претходно. Токму затоа тие сметаат дека практично треба да бидат исклучени од овие нови правила. Тоа ни го изразија тука оваа загриженост и дел од камионџиите со кои што поразговаравме зад камерата, кои што го посочија токму тоа дека поради некои непредвидливи околности нивниот престој би морал да биде продолжен. Освен на граничните премини, податоците согласно новата регулатива ќе се собираат и на аеродромите. Од Министерството за внатрешни работи апелираат сите оние граѓани кои што имаат организирано патување во некоја од земјите членки на Европската унија добро да се запознаат со новите правила и да ги почитуваат, со цел нивното патување да се одвива безбедно и непречено. Студио. Ти благодарам, Маја Стојановска, со деталите за воведувањето на системот за влез и излез во Шенген зоната, што почнува од денеска да се преминува за сите оние кои не се жители на Европската унија.